Почитувани, ова пресконференција, која од сега најавувам дека ќе биде вообичаен неделен брифинг со Кумановската новинарска фела, беше замислена да започне поинаку. Како прва неделен седмичен всушност брифинг беше замислен да ги предочам, да ги најавам сите планирани активности на мене лично како претседателка на Советот на општина Куманово, на членовите на Советот, кои ќе ни престојат во седмицата која доаѓа пред нас. И сега тоа ќе го направиме, но малку во скратен обем и на поинаков начин. Напишав утрово на социјалните мрежи, колку и да сме силни, колку да мислиме дека сме над се и посилни од се и дека не може да се случи некаква ситуација, настан кој ќе не поремите од вообичаениот ред, кој ќе не тргне од тековните обврски, сепак и за жал и животот и смртта не демонтираат најбрутално, најсурово и за жал најконечно. Утрово пред да пристигнам на да ги извршувам своите работни обврски, примив исклучително тажна вест за мене лично, како претседателка на Советот на општина Куманово, за членовите на Советот на општина Куманово, а верувам и за пошироката кумановска јавност. Веројатно сте ја слушнале, а за оние што не знаат, уште еднаш ќе споделам исклучително тажната вест дека не напушти долгогодишниот историчар, писател, новинар, хроничар и истакнат општествен работник и раководител, историчарот и новинарот Димитар Масевски. Во ова прилика би сакала да изразам најдлабоко сочувство до членовите на неговото семејство, а воедно и зборови и изрази на огромна почит и благодарност за се што направи за општина Куманово. Димитар Масевски многумина го знаат како долгогодишен директор на Историскиот архив во Куманово. Другиот дел од кумановската јавност повеќе го познава исто така како долгогодишен новинар, директор, уредник и главен и одговорен уредник на новинско радиоинформативната организација Наш вестник, кој во тоа време беше комплетна организација, од нејзино име се подготвуваше и издаваше и излегуваше на неделно ниво неделникот Наш вестник. Исто така тој беше главен и одговорен уредник и на Радио Куманово, кое долго одеше во етарот, не само во локалните радиобранови, туку беше исклучително популарно и слушано пошироко во државата, па и надвор од границите на тогашната македонска и југословенска држава. Радио Куманово особено беше популарно со своите емисии од забавен карактер и особено популарната дневна емисија Поздрави, желби и честитки на слушателите на Куманово, на која се јавуваат дури слушатели од околните сега самостојни држави како што е Србија, Бугарија и Косово. Димитар Масевски не беше познат само како успешен новинар, успешен уредник и директор на ова реномирана новинска издавачка куќа, туку пред се како долгогодишен докажан публицист и хроничар на сите општествени збеднувања во градот и во пошироко во општината и во регионот. Заедно со неговиот колега Миодраг Арсовски Болто беа автори на многу публикации, многу монографии од времето на народно-ослободителната борба и антифашистичката револуција. Потоа тие беа хроничари на севкупниот растеж и подем на Куманово како град, на општината Куманово и реков пошироко на североисточниот плански регион. Особено се значени ексклузивните изданија на монографиите за Куманово. Две изданија тој подготви и издаде заедно со, реков, историчарот и хроничарот Миодраг Арсовски Болто, кој не напушти поодамна, а потоа ја продолжи таа работа самостојно и издаде уште две изданија на монографијата Куманово, дополнети, надградени со новите општествени случувања, со новите политички настани, со новите чинители и актери во општествениот, политичкиот, културниот, спортскиот и стопанскиот живот. Последното издание на монографијата Куманово Димитар Масевски го подготви, уреди и заедно со општина Куманово го издадовме по повод 500 години Куманово. Во таа прилика, согласно на модерните текови на новото време, ова издание го имаме и во печатена форма и во електронско издание.
Исто така тој беше хроничар и бележник на многу значајни случувања од градскиот живот, кафеанскиот, боемскиот, бележеше значајни случувања на полето на културата, уметноста, книжевноста, на полето на спортот, на индустријскиот раст, на полето на општествените и политичките случувања и во поранешниот политички систем и во новото современие, така да имав прилика со него да соработувам уште многу одамна како млада новинарка во тогашен Наш весник, а последниве години и како политичарка која ја има честа последниве 3 години да го води Советот на општина Куманово како председателка на Советот на општина Куманово. Така да во оваа прилика, освен изрази на исклучителна почит за се што направи за општина Куманово, за се што направи за граѓаните на општина Куманово и спаси од заборав речиси цел еден век на општествени случувања, подеми, падови, растеж и проширување на градот и околината, јас изразувам исто така изрази на најдлабока лична благодарност, бидејќи имав таа чест, таа привилегија и задоволство да бидам некогаш негова новинарка и уредничка на младинската редакција во Радио Куманово. Како млада новинарка и уредничка на младинската редакција од Димитар Масевски добив навистина драгоцени поуки, корисни совети, како од областа на новинарството, од областа на радиоводителството, така и од областа на менеджментот и маркетингот во новинарските води. Понатаму, кога по пат на природниот растеж, пак на мојата кариера, од новинарските води преминав во политичкиот живот, исто така беше драгоцен соработник и советник во мојата политичка кариера. Реков, Куманово може да му биде и мора да му биде исклучително благодарно за се што забележи како дежурен, совесен и одговорен хроничар на градските и општинските случувања, јас лично во оваа прилика ќе се потсетам на нашиот последен разговор, за жал само телефонски, кога говоревме за последното издание на монографијата за општина Куманово, и тој малку шеговито, и се гордееше со тоа, ми спомена дека во последното издание на монографијата Куманово се забележени и поместени кариерите и придонесот на тројца од 4 членови на семејството Мургашански, за мојата свекрава Иванка Мургашанска како прва директорка и основач и главен уредник на новинско радиоинформативната организација Наш весник, за мојот свекор Михајло Мургашански како прв основач и прв генерален директор на фабриката за заварени цевки и профили 11 октомври, за мојот сопруг Јане Мургашански како поранешен советник во општина Куманово и долгогодишен началник на пазарната инспекција, и последно за мене како и се уште актуелна председателка на Советот на општина Куманово. Мојот колега и почитуван уредник во таа прилика се пошегува и изрази искрена надеж дека во следното издание кој ќе го подготви очекува да пишува и за најмладиот член на семејството Мургашански, за мојот син. Јас му заблагодарив што не испочитувал и што сметал дека сите тројца општествени активисти, политички и стопанственици, како што беше мојот секор, заслужуваат да бидат поместени во последното издание на монографијата за Куманово, и да се надеваме дека и најмладиот наследник ќе го продолжи нашиот пат. Меѓутоа, животот го спречи и да го следи не само текот на моето семејство, не приватниот, туку како учесници во општествениот и во политичкиот живот, туку и да биде и понатаму, реков, совесен, исклучително интересен, занимлив и надарен хроничар, писателски надарен хроничар на случувањата во Куманово. И ово утро се запрашав што се случува кога ќе замине еден хроничар во вечноста. Нека му е светол патот на Димитар Масевски, нека му е вечна слава, а јас изразувам надеж и апел дека неговиот аманет ќе го продолжат неговите следбеници и неговите наследници. Денеска во таа улога ќе бидам и јас, или би кажала во двојна улога, и како поранешна новинарка и уредничка, и како политичарка и актуелна председателка на Советот на општина Куманово. Иако реков темата беше замислена да биде нешто друго, на крајот кусок ќе ви кажам и за најавената тема, во оваа прилика би сакала, како што тоа го направив делумно во последното поздравно слово за Димитар Масевски,
да изразам јавно ветување дека ќе продолжам дел од неговата активност во сферата на хрониките и на бележењето на општествениот раст и неговиот започнат макотрпен пат да го разреши неразрешениот статус на новинско-радиоинформативната организација, наш вестник, значи вестникот, радиото и телевизијата, која остана буквално на слеп пат, бидејќи остана неразрешен статусот, ниту е наш вестник и Радио Куманово и телевизијата Куманово се затворија без да се знае чија е собственоста, каква ќе биде иднината, кој ќе биде наследникот. Изразувам ветување како председателка на Совет на општина Куманово, како активна политичарка и се надевам како и понатаму значаен чинител во локалната самоуправа и во наредниот мандат, дека ќе дадам се од себе, заедно со членовите на Советот, да ги испитаме, истражиме сите законски можности и да видиме што може да се направи со наследството на некојаш многу популарното, многу успешното Радио Куманово, наш вестник и телевизија Куманово. И во неврзан разговор со моите поранешни колеги, новинари кои се сега од другата страна на камерите, им кажав и сега ќе нагласам пред кумановската јавност. Помалку е битно материјалното наследство, помалку се важни просториите, опремата која со ваква пауза веќе е застарена и веројатно неупотреблива. Она што е непроценливо, што нема цена, што има историска вредност за која се грижеше додека беше жив Димитар Масевски, се забележаните сведоштва за се оно што се случувало во Куманово во изминатиот еден век. А тоа го бележаа успешните, активните и плодните новинари, публицисти и историчари во наш вестник, во Радио Куманово и на крајот и во телевизија Куманово. Затоа се надевам дека со заеднички сили ќе ги спасиме од заборав тогашните снимки, траки, CD-а, касети и се што е забележан материјал како сведоштво што се случувало во Куманово во изминатите 30, 40, 50, 60 години, бидејќи наш вестник е основан во 61 година, всушност тоа се 50 години. Годинава, некаде на есен, ако не се лажам, ќе одбележуваме 50 години од првото издание на наш вестник. Од основањето, за жал Димитар Масевски не го дочека одбележувањето на тој јубилеј, реков нека му е вечна слава, нека му е светол патот во вечноста, таму каде што ќе застане, ќе продолжиме ние, неговите колеги новинари и ние сега политичарите и чинителите во општествениот, политичкиот живот во општина Куманово. Направете паузу за да